све. Абе, па ти ги спремам муавет. Ова е проба се, некој никад не сум правил вакви подкаст или видеочет со... Сега сум моментално со Стефан, кој е најдобриот евент фотографер у Македонија. Сега да не испане многу тапшање порано, али дечкото е стварно лут. Ако не сте го следили, најдете го на Инстаграм. Стефан Райхл. Да, го има кај мене followers. Ќе го најдете одма, дечкото е страшен. И сега се правим малце муабет за фотографија, за евент фотографија у целост и што мисли за социјалните мрежи, што придонесува Инстаграм, Фейсбук у денешницава, што мисли за YouTube канали и едноставно да мотивира малце за фотографирање. Стефан, здраво. Здраво. Прв пат се упознаваме, значи никад не сме да се ни знаеме. Сосем случајно све искочи. Да, на Инстаграм беше муабетот, дали да се видиме, кај да се најдеме и Да сликаме нешто заедно, па ет искочи се најдовме тука на едно место. Па решивме да пиеме кафе. Знаеш брат, ама чудно е онака ке пишуваш со некој цело време, испаја како да го знаеш, и се гледаш и кај си брат, што прави, што има. Па еве тоа. Стефан, значи сликаш евент фотографи забавно, значи работиш. Концертна фотографија. Колку време го правиш тоа? Па веќе 5 години. Напорно? Па е. А Може да се каже. Како влезу у тоа? Значи никад како ти тегна, ај ќе сликам концерти. Кој те внесе у тоа? Никој не ме внесе, едноставно целата приказна почна пошто ја уствари следам концерти буквално како знам за себе, идам по концерти, тоа ми беше пасија да кажам на некој начин. А имав практично угодно и корисно кога ќе споиш, тоа ти е, значи фотографијата ми беше желба уште како дете, идев по концерти и решив да уствари едното и другото ги спојам у едно и да уживам едноставно. Тоа е тоа. Првин почна со своја камера сидеше, се буткаше по концерти и штракаше. Па да. Првата камера ја купив, почнав онака да сликам другари бендови, почна целата приказна уствари, почна да се развива и добив понуда да работам за продукции и така уствари почна цела приказна и ете стигнав до тоа да сум официјален фотограф у албум продукција. Што беше прва камера? Што беше прва камера? Nikon D3200. Значи од Nikon почна и остераш со Nikon. Остануваме на Nikon. Ја почнав со Nikon, свртев на Canon. Али така испада моментот, нема врска. Двете си исти шит, значи двете исто си е, зависи. Као BMW и Mercedes. Да, све зависи од твоето око. BMW и Mercedes, BMW тој е. Добре. И чекај, и сега викаш сликаш другари пред. Па да, мислам другарски бендови затоа што имам израснато сите мои другари беа свиреа во бендови, ја никад не станав гитариста, иако имам дома 5 гитари. Па решив уствари да ги фотографирам сите тие мои другари бендови кои што свиреа и така почна цела приказна. Значи ова е прво се видов, че не замерува тука гласот е катастрофа, се уште нема микрофон земено, ова е како проба. Едноставно се видовме, никад се не му познаеме. Ова е прв сусрет уствари. Да, прв пат се гледаме. И едноставно зашто не го снимиме тоа што ќе го правиме денеска муабетот за познавање на friendly base. И што ме интересираше за евент фотографија, никад не сум сликал. Значи идеш со твој блиц или само го користиш светлото што е од 95% го користам тоа светло што е веќе на постојачко, односно на бина, блиц не користам скоро ич. Значи ептен во некој кај што е премногу темно, па мора да се упали блиц за да, знаеш, и се извадат неколку фотографии. Така. Иначе претежно работам на тоа што е веќе ставено светло. Така. А овие фотографии сега што ги правиш ти за Авалон специјално? Добро. Тие за Весников може да ги земе без проблем да ги искористи или мора да контактира Авалон или да контактира тебе? Кој би имал целосно право на тие фотографии? Па тие фотографии се направени за потребите на Авалон продукција, меѓутоа пошто кај нас не постои закон ги земаат кои стигнат тие фотографии, некои прашуваат, некои не прашуваат. Тоа све зависи кој колку има памет. Се бореле со Па сум покушал, се борам, пробам колку можам, меѓутоа се зависи од тоа. Не, никад нема да има такова нешто. Знам дека вие пробува нешто, ние Роберт Атанасовски, знаеш? Да. Нешто се бореа, правеа некој струшење. Нема, едноставно сите си прават како ќе им дојде. И нема ни закон, едноставно нема. Не функционира кај нас тоа. Не знаеш колку е тоа лошо, Не поштуваат авторски права едноставно луѓето. Мислам не е проблем да искористат моја фотографија за било што, меѓутоа ред е да прашаат и мислам дека е во ред да те прашаат дали може да искористат. Никогаш не сум направил проблем. Да, никад не е проблема кој да ја користи фотографијата за лични цели или за едноставно да испромовира држава без да има кер. Значи чим почне да користи за комерцијални цели, да продава нешто со твојата фотографија или да кери нешто со твојата фотографија, автоматски е, да. А тоа го прави дека нас, нали, почнам да ги менувам медиумиве сите. Нема потреба. Да, а Авалон беше првата
Па не, првата поголема продукција за која што работев беше Passport Production. Чул за таа, таа. Да. Кој беше тоа? Таксират, што го организираат, односно, нели? Таксират и до фестивал. Значи таму бев официјален фотограф 2 години и после тоа добив понуда да работам за Авалон и така продолжи целата приказна. Сам си Авалон или може? Моментално сум сам. Фотограф. Значи постигнуваш кој да биде евентот, ти си тој што ги фоткаш. Јас сум тој кој што фотографира све. Сега има и други кои што работат видео, рецимо. Иначе, конкретно за фотографија сум јас тој кој што ги прави сите фотографии во Авалон продукција. Значи ова е sad доаѓаме на оној момент кој кај секој млад фотограф не можам да бев како него, немам ја пари за таква камера, немам пари за ова, како да се бутнам, немам врски ваму, не ги познам овие луѓе. Што би им кажал на тие? Значи еве твојата приказна од собирањето пари за камера, дали ти ја купил него, дали си ја купил сам, до како све дојде чекор по чекор. Значи оно најтешкото што го интересира секој почетник во секоја. Збориме конкретно за концертна фотографија или? Да, и за опремата, значи како ќе стигаш да се градиш, значи. Па види, опремата е клучна да кажам во концертната фотографија, бидејќи се работи на многу слабо светло, треба брз апарат, треба објективи кои што имаат поголема отворна бленда, 1.8 да речеме. Меѓутоа не е секогаш тоа пресудно. Ако почна како И па јас кога почнав користев Nikon D3200 кој што е просечен апарат да кажам, работев со две леки, односно со два објектива, 35 мм и 50 мм на 1.8. Фиксни? Фиксни, да. Тоа ми беа тие две основни објективи со кои што работев и мислам дека извадив можда и онака едни од најдобрите фотки. Па 50-ката 1.8 колку е, да 200 евра? Па да, тоа е 200 евра, значи јас апаратот кошташе негде околу 350 евра, значи околу за 500 евра може да се направи добар пакет за концертна фотографија. Така. Со тоа што јас почнав пред 5-6 години, сега у денешно време има за истите пари многу поквалитетен апарат и тоа е тоа. Така. Значи све е до тоа дали имате желба да се мислам да сликате концерти, бидејќи сепак е напорно, не е као ајде сега ќе се наместиме па ќе направиме фотка, него самиот почеток има и многу фотографии кои што ќе ги избришеш. Така да, треба вежбање, затоа што е комплицирано, светлото се менува дел од стотинка, треба се фати композиција, светло и сите останати работи и не е баш лесно. Цело време си на мануел? Да. Мануел дефинитивно, се. да. Не може користиш? Да не. Значи строго мануел. Значи цело време ролаш со... Па да, или оставам да автоматски се отвара и затвара блендата на зависи не секогаш. Бидејќи светлото е премногу брзо, зависно на кои концерти, едноставно не може да се постигне да се намести тој сетинг, да речам, за да се извади добра фотографија. Така. Тоа што имам приметено кај тебе е дека не си баш она класична документарна евент фотографија, него твоите фотографии имаат поише артистик стајал. Значи има таа фотографија што ќе ја направиш, дури ја како рандом лично што него не знам, можеби тој пејач би ја закачил дома. Зашто го доловуваш оној мувмент на телото што е баш за уметност. И тоа светло како беклайдот што го користиш, дали го правиш у Lightroom, дали е у самата камера, не знам, но фотографиите буквално Па светлото не го додавам у имаш една свој стил, фотографија. сакам да кажам. Ти благодарам. Тоа значи за кога фотограф ќе каже на друг фотограф дека има белек. Светло не додавам, значи работам само Lightroom, го користам тоа светло што е веќе постоечко како што кажав, и едитот сакав да го дигнам оце на понекое друго повисоко ниво, да не биде она нели класична фотографија, документарна фотографија, нели? Така да си играм малце со бои, си правам некои собствени филтри кои што мене ми одговараат според некои места каде што за писец збориме се малце, Па да. Имав едно видео за писец, така баш интересира. Имам и некои собствени кои што зависно од просторот и од светлото, ако во еден простор фотографирам повеќе концерти, користам обично, сега све зависно нели од светлото, користам си имам некои собствени пресети или филтри како ги нарекуваат. Купуваш други? Не, никогаш. Тука сме малце. Не. Јас сум многу контра тие работи. На почетокот дури работев онака секоја фотографија ја правев посебно онака, значи буквално као што се сликаат као ти што работиш портрети рецимо, па сега нели секој портрет светлото е различно, амбиентот е различен и нели не можеш да на секоја слика да ставиш таков пресет, него ги работиш поединечно. Така. И кога ќе отидете на фестивал 4 дена, и кога ќе седнете дома и кога имате 2000 фотографии, и кога ќе почнете секоја фотографија да бирате и да ја работите, тек тогаш ќе сконтате колку е тоа проблематично. Тоа исто ми беше како се снаоѓаш, значи 4 дена фестивал.
Да. 2000, колку 3000? Па 2000 во најмала рука. Да, пошто тука имаш публика, имаш концерти, имаш бекстејдж, имаш припреми, има све. Значи тоа се па да кажем од 4 дена фестивал може да искочат и околу 5000 фотографии. Дали умеѓу време бришеш цело дека Па да, нормално, сега зависно имам, сега не може никој не е совршен па да направиш ти фотографија Не, која што- мислам дали умеѓу време дека ги бришеш директно од камера или чекаш или све оставаш на Па не, камера? дел бришам и од камера директно, кога имам слободно време, кога седнам да пијам кафе, чисто да, гледам што сум направил, што треба да поправам и едноставно да, тие што не ми се искористиви ги бришам одмah. Дали додека сликаш сад, значи евент, дали имаш време, дали воопшто чимпаш, знаеш, на чимпинг сликаш, гледаш у дисплеј, или тотално го забораваш Па имам таа мана искрено да го правам тоа, затоа што ми интересира да видам некад знам и да заглавам на еден гитариста или пеач или било кој од тие музичари, да заглавам и по пола саат за да извадам таа фотографија кога ми се уврти у глава, така да се заглавам на едно место и сликам. Значи си го бркаш тоа. И кога ќе видам имам по 200 фотографии од еден музичар и ја чекам она правата, практично се погоди светло, емоција, сите тие работи. А има дали си врзан например со уредниците или со организаторите со Бубица нешто да не. ти кажат Не. Стефано ли акцент дај му на ова сега или Не, тоа го немам тоа, така да работам све тоа што јас сметам, имам целосна слобода, барем Значи до не си сега. синхронизиран со никој? Нормално се они даваат некои сугестии кај што треба нели да се покрие ова или ова, меѓутоа рецимо ја конкретно за спонзори, иначе за самите концерти, за самиот фестивал, за све тоа што се случува на бина или во публика, имам целосна слобода да правам јас како што сметам дека треба да биде таа фотографија. Така да немам од никого притисок да речем. А идеш дали нели имаат оние тест први, као проба, кога прават за пење и дали тогаш го пуштаат цело светло, па ти ги гледаш аглите, дали бркаш малце композиција и пето? Зависи на некад да, меѓутоа на овие што се поголеми светски бендови или артисти, кога прават они тонска проба не е дозволено никој да биде во салон. Да. Меѓутоа Некој да светло, да, со времето, мислам онака со искуството, со годините си доаѓа тоа. Кога ќе застанам пред бина, веќе знам кој е светло од прилика, како паѓа, нели доволно е да слушнеш две песни за да знаеш што треба да извадиш, така да не ми е проблем и да отидам и на, знаеш, од како ќе почне концертот, не ми требаат некои посебни припреми за да видам тоа како. Меѓутоа и тоа сакам да отидам увек пред концерт за да видам каква е наместена бината, од каде паѓаат светла, затоа што увек на секој концерт светлото е различно. Така. Меѓутоа не ми е проблем. Ти си цело време пред изведувачот или имаш слобода да шеташ насекаде околу нив, мислам? Па не на сите концерти, рецимо еве на Sting сега немавме пристап за напред. Обично на тие големи светски имиња се сликаат првите 3 песни од фотопит, односно пред бина. И после тоа зависно кој од изведувачите нели дава дозвола, може да се слика од околу, од позади, така да од микспулт. Секогаш е различно. Така. Меѓутоа овие што се да кажам ајден балкански артисти или има некои што се бендови кои што дозволуваат ти цел концерт да се слика од напред или од бина или така да различно е со секој артист. Така. Не знае воопшто, значи не знам ништо. Да, има некои што воопшто не дозволува да бидеш присутен пред нив, него си позади на 200-300 метра. Значи ова е кога зборам дечето документарна фотографија, не спаја стално тоа ја што го правам, не кидам по тие некои конфликтни зони таму да го документираш, тоа е тоа. Значи евент фотографија е едно од првите ова документарна фотографија и што можеби многу поише ќе истраат тие фотографии од оние што ја ги направи или некој фотоновинар што нема да успее да фати нешто супер гори. Зашто фотографија од Sting или од Amy Winehouse себе на пример да имаш да си направил, таа ќе остане forever. Па морам да го поздравам мојот колега Брајан Рашич кој што има направено можеби најмаестралната фотка од последниот концерт на Amy Winehouse. Поздрав до Брајан Рашич. Чекај, он има баш таа и таа. Да, и он е официјалниот фотограф на Rolling Stones и веќе долго време. И ги има сликано сите тие кои што јас сакам да ги сликам. Да, он е музичари, буквално за 40 години, да. Кој е номер 1? Што сакаш да го сликаш ти? На желба животно. Па има двајца од кои едниот веќе не е меѓу нас, нели меѓу живите, тоа беше Леми Килмистер, односно Motorhead. А вториот е Бранимир Џони Штолич, кој што се надевам дека некад ќе пушти срце, па ете, ќе дозволи некако да тие што знаат за Азра знаат на што мислам. Азра беше омилен бенд на Вујкови кој исто е почина. Значи седеше дома и само не ги слушаш. Значи стварно си изгледа на чак имам и татуажа од Бранимир Џони Штолич. Значи Но толку сум фан. Значи, дај да помогнеме да порасне каналот, да дојде ова видео да се прошири, да го чујат ова
и Стефан да фотографира, значи дај си да заедно на фотографски да се зближиме. Само еден портрет. Со што фотографираш? Мислам, никој знаеме него, кои леки ги користиш? Сега. Да. Па најчесто користам 24-70-28, тој што е нели класиката, да. Тело Nikon D750, користам и 70-200 Sigma исто 2.8 и 70-200 Sigma 2.8 и што користам сега, земав еден нов, доста ефтин, Toki на 11-16, меѓутоа кроп сензор, а на full frame ми дава одлична 15-ка ширина, која што исто 2.8 и ми врши доста работа за тие некои концерти кои што треба да се фати, нели, чуда цела бина, сите музичари, публика голема и сите тие работи. Така. И PS-ка 1.8, нели, тоа е класика која што у задње време не ја користам многу, меѓутоа врши работа нека тептем. Цело време едно тело користиш или имаш две? Па едно користам сега за сега, затоа што се мислам да земам уште едно, само не знам кој модел. Чекај, тоа е све твоја инвестиција? Да, тоа е све моја лична инвестиција. Значи целата опрема е моја, лично моја. Значи ти идеш на бина со една кола, не со еден стан, не, за цените горе-доле пола. Па да, со доста опрема, со многу пари. Ништо не помагаат кај нас? Не, па никој нема да ти помогне кај нас. Да пробаме да ги молиме нешто? Не, нема потреба. Не, тоа е, значи спонзорство е едно нешто што мислам дека е многу битно за да ти помогне. Со тек на време ќе си дојде и тоа. Така. Мислам, мене еднаш ме помогнало, не ќе да именувам спонзори сега и буквално ме спаси за наредната експедиција која иде по Непал на јануар. Значи ме опреми од глава. Ти си среќен човек, бога ми. Мислам, ме опреми, искрено ти кажам, а беше на пола, пред требаше нешто влада ваму таму, зашто држав знаме. Али требаше да се искористи тоа на пропаганда, не пропаганда, него за наредни избори. Мислам, тоа не доаѓа у предвид. Тоа не доаѓа у предвид, значи нема шанси. Зашто ќе ме дознаел ваму таму? Фала ти многу. Значи да ме спонзорираш што да промовирам држава како држава, не политичка партија, сум за. Ама и политичка партија нема потреба. Не, нема потреба. Благодарим. Да, и овие ми скочи у сусрет, зашто некои фотографии ќе ми ги дава без пари од Adventure Style и че буквално отидов у зимно време у Лангтан, горе у Непал, ме премија. Значи, и верувам дека и ти исто да ви имаш буџет некој година-две да те спонзорираат со опрема, мислам дека ќе напреднеш и ти у твојата фотографија и они ќе добијат многу поише. Дефинитивно, мислам, за концертна фотографија многу потребно да се има два апарати, односно нели две тела со два различни објектива, бидејќи се наоѓаш во ситуација да музичарот се симне рецимо во публика, а ти да веќе имаш монтирано некој зум, па дур смениш тоа веќе моментот отишол, бидејќи концертната фотографија е само момент, дел од стотинка секунда, како и да е. Нема скрип, нема сценарио на каде. Нема. Значи секој концерт е различен, колку и да се припрема, сега некој што се од бендовите веќе знаеме нели каде ќе има огномет на некои делови, меѓутоа све е на лице место импровизација. Значи не можеш никогаш да знаеш како ќе изреагира пејачот, како ќе изреагира гитаристот или останатите членови од бендот. Кога стигаш публика, се бунат, некој имало случаи да ти река, никам да ме фотокаш. Па немало. Дури обожаваат онака и по неколку пати да ги сликам и прати ми. Кај да најдам. Да, тоа е кај ќе ми ги пратиш Messenger, Facebook, Instagram, ова, она и така. А има дружба на пример со овие изведувачи од после у бекстејдж. У бекстејдж па има, да. Сега некои се нели. Да, не сакаат, меѓутоа голем дел до сега не сме се дружили, устори не сум имал шанса да се дружам со пар од тие, да кажам, изведувачи кои што сум ги фоткал, али со 90 и повеќе посто сум, значи сум се дружил во бекстејдж, мислам дружба, тоа е нормално, идеш се сликаш, пар реда муавети, тоа е тоа. Така јако. А и како едно чувство, например, ти сега го фоткаш Стинг рецимо и најнаш он објавува на социјална мрежа или да не знам на Инстаграм ваму таму, твоја фотка оде бендот у Скопје, твоја фотка се најде таму. Значи ти си Какво е чувство да мислам, дали си имал таков некој тоа не би можел никогаш да го замислам. Мислам, онака тоа не е, знаеш. Верувам. Лени краница, мислам, онака не можеш да го замислиш тоа, стварно не. Мислам, кога би сонувал ти за тоа дека ќе седиш у бекстејдж со Стинки дека ете, ќе врзеш два реда муавет. Мислам, не можеш ни да го сонуваш тоа едноставно, тоа така се случува и тоа е тоа едноставно. Си парал, например, портрет, освен ова што го фоткаш ти од доле, да кога ќе седите на тоа приватни моменти, да му направиш портрет. Има можност? Па имам од Стинг две добри фотографии портретни, кои што се уште се ексклузива, ќе ги објавам за
некое време. Ги објаваш на Инстаграм или на Avalon, на нивниот сајт? Не, ќе ги објавам прво кај мене на официјалниот мој вебсајт, па после тоа ќе бидат веројатно објавени на Avalon и нормално кај мене на Инстаграм профилот. Сите линкови од Стефан може да ги најдете доле во description, од неговиот вебсајт, неговиот Инстаграм профил, Facebook треба? Не треба, или се ќе ставиме, па кај сега да го следите кај мене само, да. Ама е тоа што значи сум сакал, имав идеја многу и молев, значи сакав да направам портрети од политичката сцена кај нас, од комплет сите. Што знам дека тие фотки ќе останат и но не само портрети, него многу сакав биографска фотографија. Не знам, други кај нас тоа веројатно нема, но во Америка секој претседател си има свој фотограф. Да, официјален фотограф. Да, на Обама беше Пит Сузан, не знам дали си чул за него. Ја ми неговата книга. Да, сега новата. Феноменален фотограф. Да, новата ми стига. И он тоа што го документира, значи ниедно мислам дека видео не може да го добави. Не може. Буквално го имаш секој дел од животот од она президенс. Може би тоа е еден од најдобрите такви документарни фотографи кои што онака обележуваат моменти, поготово од животот и кариерата, да речеме, председателска на Барак Обама. Тоа е феноменален, погледнете го. Ќе ставиме линк слободно ако сакате погледнете. Пицуза, значи тоа има феноменални фотографии. Сакав тоа кај нас да се имплементира. Дури реков, без пари ќе го правам, значи без пари ќе работам. Дури ќе си ги плаќам авионските карти јас сам ако треба, само да имам бар 5 Мислам дека нема потреба тоа. Пошто менталитетот е сосема друг и да. Кузнај, да. Не, нема потреба. Тоа е веќе да, ома свет ќе те брендираат, ома ќе те направат дека си нешто врзан, не. Апсолутно, нема потреба такви работи, барем кај нас се додека се вакви работите какви што се. Да, ајде, не збориме пак за политика, зашто ќе име далеку. Да смениме пак тема. Да. Дали си фоткал, како е фоткање концерти на отворено? Или рецимо како екзит, сега нели има концерт, евент цел ден. И сега супер харш лайт. Како е тогаш за фоткање? Дали е дали се менјава цел систем на работа или е гордоле слично? Па е малце, мислам, полесно е, меѓутоа го немаш тоа амбиентално светло, значи го нема тој шмек самите фотографии кога сликаш преку ден. Така. Едино тоа е можда разликата, е сега нормално не полесно е затоа што полесно можеш да фокусираш, преку ден е светло има сите работи, меѓутоа го немаш тоа позади што е светла, сите тие работи. Така. Тоа е тоа. Си експериментирал со друга фотографија? Па стрит фотографија ми е исто така омилено слободно време, тоа си го правам затоа што ми исполнува и ми е кеф. Фураш на црно-бело или на... Па порано бев многу нафуран на црно-бело, меѓутоа некако почнав да експериментирам, да си играм со бои, тоа почна онака страшно да ме интересира и сега уназад време терам што можам повеќе, значи убоја. Ја го сакам многу стикме корек, сигурно не сум го знаеш. Ти нема кој не го знае. Ако некој не го знае, имаш казна на пенал, треба да јаш позади. Фраерот од кога дојде Боја, значи само слика у Боја, имаше не знам едно интервју, кажа добивме можност, значи науката ни дае можност да документираме боите на светот, значи иде у Индија и гревме да користиш црно-бело кога имаш толку бој, толку вибрантна земја. Добро, меѓутоа сега Стив Мекари е мастер во фотографија, тоа е веќе друга приказна. Да, ма сега да кажам он, значи пура боја. Неговата приказна за тоа зашто се слика во боја е многу интересна. Мислам, погледнете неколку интервјуа, документарци ќе разберете, објаснува онака буквално све зашто он слика во боја, зашто нема црно-бели фотографии. Да. Мада ипак има и една друга, например, интересна варијанта, односно теза, нели, која што вика, сега можда некој нема да се сложат, меѓутоа мене ми има останато во глава, имам негде прочитано. Ја чисто сега ќе ја кажам, иако пак ја кажам многу луѓе нема може да се сложат. Кога сликаш во боја, вика ја фотографираш облеката на човекот или позадината. Меѓутоа кога сликаш црно-бело, ја сликаш душата на човекот. Да, така, он е доказ. Тоа е многу интересно, да. Он е доказ дека и боја документира душа. И бојата, да. Едноставно збори сама по себе самата фотографија. Меѓутоа Стив Мекари е нели. Да, мислам, нема збор. Нова книга. Ево сакам само да споменам, доколку не го знаете, Себастијао Салгадо, тој е еден извонреден, значи феноменален црно-бел, односно black and white фотографер кој што е, не знам, немам зборови. Он па слика само црно-бело и тоа е феноменално, па направете споредба меѓу него и Стив Мекари. Да. Он е баш она документарна фотографија од црно-бело од повеќе да аспект на environmental friendly, значи да развие awareness, како на англиски ме? To raise awareness for environment and такви ствари. И знам дека со жена му имаа земно фарма негде. Тоа е нивна фарма која што имало суша, па после тоа они веќе засадија преку не знам 2 милиона дрва.
и го развија тој цел екосистем таму на нивната фарма кај што израснал уствари како дете во Бразил, мислам дека Да, беше, го документирал тоа све, значи човекот е стварно на инспирација за и мокта на фотографија да ти каже што фотографија прави. Значи црно-белата нева фотографија, значи тоа е уствари драма едноставно, сите негови фотографии се онака тивка драма. Има еден многу добар документарец, може да го погледнете, The Salt of the Earth се вика, кој што го прави неговиот син и како се викаше, не знам како се викаше режисерот, не е битно. Така да погледнете го, тој доста интересен документарец и можете многу да научите, не само за фотографија, него и за општо други работи. Он имаше еден добар TED Talk, мислам дека баш за ова за Бразил за фармава. Мислам дека имаше некој текст. Да, моguće, меѓутоа не сум гледал така нешто. Ќе пробам да го најдам, ќе ставам description доле да го гледате. Добро, ајде се назбораме за други фотографии, онака инспирацијата е пура, се леташ во воздух, да. Црно-бела. Да, ама сакаш онака баш да фаќаш моменти на улица што се дешаваат или општо да ловиш приказни моменти, само некој краток или баш да следиш некоја приказна, да зависно од моментот како ми е. Значи некад сакам да едноставно све што се случува на улица да ми е интересно, ако видам интересен кадар, интересни бои, интересни луѓе, значи све едноставно што е на улица ми е окей за сликање, едноставно. Си бркал приказна? Некад дали си работил есен? Збориме неколку фотографии како приказна. Да, ево го, не знам, паднало бомба сега тука не ја врасне. Ти нешто документираш, реално не сум правил нешто посебно такво, обично излагам да шетам низ град или кај да се наоѓам, како рецимо овдека што сме, идам, зимам апарат и што ми се гледа интересно таа фотографија. Така. Да. Да, све си има својо бавење и ако не експериментираш, тоа баш сакам другото видео да го зборам. Ако не експериментираш различни стилови на фотографија, си некако сиромашен. Значи се збогатува и те прави подобро од твоето примарно дело. Да, мислам, така е баш. Фотографијата е широк поим, можете што сакате да правите. Да, ама не само фотографија, и сликање да, учиш од сликањето, учиш буквално композиција и такви ствари. А како е со бркање на композиција у концертна фотографија? Цело време ти доста комплицирано. Да, значи цело време мрда човекот. Доста комплицирано. Едноставно со текот на времето се навикнуваш, знаеш каде стои гитаристот, бубњарот, пејачот. Значи со самата поставеност кога ќе почне концертот ти веќе знаеш од каде треба да застанеш, на кој дел фотопитот рецимо или на бина горе ако се качиш и се си доаѓа тоа спонтано едноставно со искуството и со тек на годините. Моравме да смениме батерија, се потроши оваа, па сега да продолжиме. Па не знам што станавме, брат. Ме интересира за стилов што го имаш на пример на Инстаграм. Колку мислиш дека тоа е битно за социјални мрежи? Па мене искрено не знам. Ако рипаш, не, сега имаш твоето направено што многу ми се свиека со бело паспарту, односно имаш као да со сенка, интересно. Одвојува, да. Па не знам, така ми беше поубаво и едноставно така решив да терам тоа до крај практично. Ако ти гледаш на пример кај некој друг фотограф кој брка еден само стил, дали црна рамка, дали бела рамка, дали црна, дали Па мене тоа ми се свиѓа. Значи да си има свој белек едноставно самата фотографија, самиот профил, нели нормално и тоа е исто битно како изгледа профилот, барем мислам не е пресудно, нели, али убаво е за око, нели кога ќе видиш дека е све средено. Едноставно тоа така решив едноставно да го правам профилот на Инстаграм. А дали се слагаш со што некои фотографи буквално аплицираат еден ист color correction на сите фотографии, гледа да биде цело време едно исто? Па добро за блогери тоа се нивна работа, не се мешам, меѓутоа да, дали мислиш дека тоа ограничува? Буквално, дали мислиш дека веќе по едно време почнува да пазат што фотографираат и да ги ограничува? Да ги има истите бои, да има истиот сетап, истото се па не знам, мене убаво е можда на ока, меѓутоа ја нема таа магија, знаеш, да секоја фотографија е малце поразлична од претходната. Така да, не знам, тоа е моје мислење. Треба фотографијата не е да бидат сите исти, значи сите у иста боја, него треба секоја фотографија треба да биде различна на некој начин. Значи треба да се двои една од друга фотографија. Така. Тоа е барем моје мислење. Ја кај мене лично знам што бркам, не кам насмевки. Значи буквално го чекам моментот после таа вештачка насмевка. Да. Викам, ајде сега и он го чекам се насмее, чекам да му падне тогаш ствари ја пукам. За да го избегнам она вештачка, но го сакам што по-реалити. Природното, да. Затоа што, мислам дека овој дел мислам дека тоа многу луѓе се спорат со мене дека овој дел на лицево, буквално под носот, го менува целиот
целиот мувмент на сите делови. Па, Што прави со веројатно- усниве, дури ушите ти ги мрда. И мислам дека кога ќе направи оваа осмевка ти го вкочува целиот, да, го изобличува природното лице, природната да. положба на самото лице, да. И кога ќе ја спушти, ќе доаѓаат све, се враќају нормално. Вуп. Да. Тоа да го гледам да го За фатам. портрети е тоа доста битно, меѓутоа у концертна фотографија тоа не можеш да го бркаш бидејќи Да, избегавме од концертот за фатица, значи. Ама така е, брат, ми почнеш да правиш муавет, дрифташ, да, дрифташ на сега, да фоткам исто така портрети, како што рековме, нели, стрит фотографија. А лендскейп? Па сакам ако видам нешто интересно, не дека ми е нешто приоритет, па сега да идам да се местам или да правам такви работи. Ако ми се погоди шанса, ако видам нешто интересно и убаво, се пуштам у таа приказна и тоа е тоа. А студиска? Тоа не. Негаш? Не. Те нервира светло? Па, не светлото, не знам, едноставно ми нема магија, мада ги обожавам оние студиски црно-бели портрети, ама не знам сега како да ги објаснам. Значи, не сакам класика студиска фотографија. Ја не знам, сигурно не знаеш. Почна првата заработка од фотографија и беше фешн. И тоа се вратив од Америка со новата камера и една, некам да ги бе обсена другарка, дај да фоткаме, дали знаеш, јас дека знам. Значи не можеш да кажеш нема не знам. А парите треба да чеше джебот, сакаш нова лека да купиш. Но премано. Да, и ми дадо Moonlight фотографира биова, мислам дека и смешно нешто им плати, зашто сме пријатели. И што многу ми се виде баш ка треба да си мислам дека психолог за да работиш така фотографија. Секој тој тип на фотографија, дали е концертна, дали е портрет, дали е травел, не знам, стрит, студиска фотографија, треба да си во самата прича да едноставно да те влече тоа, не дека студиската фотографија е лоша, меѓутоа ја не се пронаоѓам таму. И не можам да го извадам тоа максимумот од себе затоа што едноставно не ги гледам така работите кои што може некој да ги види кој што го работи тоа. Да, исто кој што исто кој што некој слика студиска фотографија или не знам да дојде на концерт, колку и да има добра опрема, пак нема да може да се снајде. Да. Така да тоа е тоа. Мене проблемот беше што ја ловам, значи фацата ми е најбитна. Значи тие face expressions, такви ствари. Емоцијата на изразот на лицето си. И сега ја фоткам и гледам, топ, фацата ми е таа што треба и доаѓа на пример креаторка вика, ама ногата ми е некако застаната мускуло, дали ќе може у фотошоп? Ја ногата, иса чекај за ногата, уствари, што да правам со нога? Или штиглата на васта на некој фустан. Тоа се тие проблеми кога фотографираш жени. Или кога жена ти е employer. Да, има една интересна работа, например, кој многу пати сум дошол во таа ситуација, нели, као ти кога фотографираш например девојка, жена, било што, значи они гледаат да бидат убави на фотографија, а ти гледаш дали е свето точно како што треба да изгледа на фотографија. Да, они не гледаат дали таа композицијски е добра, него дали се убави они на фотографија. Тоа е разликата помеѓу. Ќе погоди светло, ќе погоди свет. Ја бе, дебела ми е раката, свадбарката ми се гледа. Тоа е разликата кога фотографираш. Да. Ништо лично ми само. Да, ништо. Мислам дека завршивме све. Опативме, мислам дека све више. Кажаме се зборевме од концертна до ваму, до таму. Ако имате некои прашања што да ги поставите, пиши коментари или најдете го него досаѓате момаца на Инстаграм. Мислам дека дечкото е супер окей да ви одговори на секој прашање и би помогнал на секој што го интересира фотографија околу што да користите. Па дури ако сакате може да влезете у ваква фотографија да ви даде некои подетални типс. Тука сум за што е да треба. Значи буквално стварно интересна, многу интересна ствар е. Би Гора, како ти да кажеш бе, препорачал, не, to recommend, to suggest, нема веза. Англиски, значи да, нема. па затоа реков да го префрлам видео, брат. Значи буквално кажа, викам, сите сега збораат и, но не деца има и постери, сите више збораат англиски, брат. Никој не гледа YouTube, а да не разбира англиски. Апсолутно. Да бидеме реални, да. Ако ви се свига ваков тип на видеа, само да слушате други фотографи што има да кажат од нивни искуства и од нивни авантури, кликај лайк, кликај subscribe, пиши коментар дека сакаш и ќе направи нешто ново, тако лембе шо, ама нема везе. Имате двајца фотографии за стрит. Да, не можеш значи се двоиш. Време е топло, идеме да се бањаме малце, зашто више немаме и картички, батерии, идеме да се пробањаме, да пиеме кафе. Стефан, фала ти, брат. Нема на што. Фала ти. Колку што ја го упознав денеска, толку го упознаат и вие. Значи не се знаеме пред тоа, значи не е ништо фейк. Тоа е прво упознавање, прво интервју, мене ми е прво интервју. Unscripted, значи буквално unscripted. Тоа беше буквално праење муавет. И идеме да се бањаме. Peace. Ајде.